Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. На вчерашниот протест, Оливер Спасовски и неговите партиски пулени, исклучиво раководејќи се од партиски интереси и желба за зачувување на власта по секоја цена, дозволија да се случи сериозен безбедносен инцидент во кој лесно можеше да се случи да се изгубат и човечки невинни животи, со понатамошни далекосежни последици по безбедноста и стабилноста на државата. Имено, протестот беше уредно најавен, со однапред позната маршрута на движење и точки на застанување. МВР е должна да изготви оперативен план каде ќе предвиди мерки и активности за физичко, оперативно и сообраќајно обезбедување на протестот. Оливер Спасовски, како министер за внатрешни работи, е должен секогаш кога има протест да организира освен одржување на јавниот ред и мир и заштита на виталните државни објекти, да обезбеди и, повторувам, непречено одржување на протестот и заштита на безбедноста и животот на учесниците во протестот. Оперативното планирање се врши врз основа на безбедносна проценка, која вклучува безбедносни ризици, вклучително и безбедносен ризик за учесниците на протестот. При тоа се утврдуваат и сектори, односно критични безбедносни точки каде што би можело да дојде до сериозни безбедносни инциденти, односно нарушување на јавниот ред и мир. Во таа насока, согласно безбедносната проценка и оперативниот план, се предвидува и соодветен распоред на полициски сили и средства и мерки и активности кои треба да се преземат. Речи се секогаш, во досегашните оперативни планови, секторот Мавровка, односно плоштадот Скендербек, е идентификуван како критична безбедносна точка. За време на вчерашниот инцидент, од причини познати на министерот, на оваа локација, каде е неопходно дури и висинско обезбедување, видливи беа само тројца позорникари. Ова значи дека целосно е потфрлено во физичкото обезбедување со непредвидување на доволен број на полициски сили и соодветни материјално-технички средства. Дополнително, од професионално неразбирливи причини, мистериозно затаило и оперативното обезбедување, во насока на благовремено информирање за групирање на лица со намера за попречување на протестот и загрозување на јавниот ред и мир, односно загрозување на безбедноста и животот на протестантите. Едноставно кажано, Оливер Спасовски воопшто не водел грижа за безбедноста на граѓаните учесници во протестот. Од овие причини и непреземање на мерки и активности дојде до сериозно нарушување на јавниот ред и мир, предизвикување на општа опасност и други кривично-правни дејствија. На овој начин, од страна на партиските послушници на Оливер Спасовски е сторено кривично дело несовесно вршење на служба. Должност и задача на министерот и неговите соработници е да ја заштитат безбедноста на учесниците на протестот, а тие очигледно тоа не го направиле, загрозувајќи го нивниот живот. Инфилтрирани провокатори, провокативни легитимирања, уцени, закани, прекумерна употреба на брутална сила, непреземање на должни дејствија и се друго е само дел од модусот операнди на овој хибриден режим во насока на модерирање на гневот на граѓаните, особено на младите протестанти, и предизвикување на инциденти и ескалација на протестот со крајна цел дискредитација и угушување на сенародниот граѓански протест. Оливер Спасовски треба кривично да одговара и самиот да си поднесе оставка. Оставка треба да си поднесе и министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој повикуваше и се закануваше со етнички инциденти доколку не помине предлогот со кој Македонија ќе се асимилира и бугаризира. Оставки затоа што тргнаа против својот народ, за да ги сочуваат привилегиите и власта. На крај, дозволете да испратам порака до полициските службеници и припадниците на безбедносните служби. Почитувани колеги, знам дека овие денови сте предмет на енормни политички притисоци. Знам дека најголем дел од вас се патриоти кои душа ги боли за Македонија. Знам дека многумина од вас сте подложни на континуиран мобинг, дискриминација,
дисциплински постапки, суспензии, осветнички наредби за прераспоредување. Судбина која заеднички ја споделуваме. Меѓутоа, достоинството и слободата немаат цена. Мојата порака до вас е: бидете истрени и силни, продолжете честно, достоинствено и професионално, согласно законот, да ги вршите вашите обврски и не дозволувајте по никоја цена партиски директиви да бидат основа за ваше постапување. Се е милниво. Се ближи денот кога оваа хибридна власт ќе падне, а по падот на оваа ненародна власт, повторно ќе се врати системот на кариера, ќе се почитува професионализмот и ќе се наградуваат најдобрите. А сите вие, кои сте неправедно дискриминирани, верувајте, че го добијате заслуженото место. Ви благодарам.